Здраво, ве поздравуваме од просториите на 1 на 1. Како што гледате, луѓе работат, ама не е Великден. Да, ова е една од тие финти на монтажата кога вие не гледате во еден ден, а ние снимаме во сосема друг, впрочем така и ги снимаме сите емисии. Да, морам да признам дека кога ви викам нека во овој момент одете на Facebook и таму ве чекаме, ние всушност сме си дома, во комфорот на нашиот дом. Снимаме, дечко, непознати луѓе, знаете како. Но сепак, вие кога го гледате, тоа е Великден и токму поради тоа би сакал да искористам приликата да ви честитам Великден, да ви посакам се најдобро, да си ги поминете празниците во една фина, пријатна, позитивна атмосфера, да си ги гушнете најблиските, најдрагите и да си посакате се најдобро во периодот што следи, нели, до следниот Великден, па следниот пак така и така натаму. Така, например, јас ќе го поздравам мој млад господин и ќе му речам среќен Великден. Ама ви постар господин. Може да пристапиш кон работа. Денеска имаме специјал со Жан Митрев. Докторот и јас седнавме пред известно време кај него во клиника, си направивме муавет, ни раскажа сериозно интересни работи, кои што и како мислам дека треба да ви интересира, не само за исхрана, не само за животот, туку и малку филозофија. А бога ми мислам дека имаш и 2 грама политика во целото, ќе видиме. Не се сеќавам, беше одамна. Како и да е, уживајте во интервјуто што го имавме со доктор Жан Митрев и уште еднаш честит Великден и среќни празници. Вечерашен гостин Жан Митрев. А сега, вашиот домакин Жарко Димитриовски. Уште една епизода од 1 на 1 серијалот, специјални епизоди каде што одиме надвор од студиото. И денеска имаме подолг разговор како и претходно кога зборувавме со Кирил Попхристов со Кили. Денеска сме надвор од студио и внатре во клиниката Жан Митрев, кај доктор Жан Митрев кој ни е домакин денеска, така да ќе биде еден убав разговор, долг фин разговор каде што ќе опфатиме, се надевам, доста теми. Докторе, благодарам што не примивте тука. Добро дојдовте. Ајде да почнеме од диетата Жан Митрев, бидејќи ја пробав. Не сум многу задоволен, да ви кажам. Шалам, не сум ја ни пробувал. Ама тоа е нешто што прво излегува кога ќе пишеш Жан Митрев, да речеме, на Google. Нормално има Википедија страна, има клиниката и сето тоа, но меѓу првите работи што излегуваат е диетата. Прво, ваша ли е диетата? Второ, колку такви диети на Жан Митрев постојат и како трнава цела работа? Да, тој и мене ми иде на живци искрено, бидејќи тоа почна уште кога дојдов јас во Македонија. Препораките за пациентите ги дававме и со мене тогаш едни бизнис ориентирани дами отворија советувалишта за диета и почнаа да го да кажем моето име, да го ставаат како, нели, препорака за и така тоа некако јас немав против затоа што не штетеше во тоа време, нели? Меѓутоа после тоа си зема замав со појавата на овие мрежите социјални, тоа сето почна да се многу форсира на некој начин и јас откривав се некои нови диети на мое име. Да. Па пробав во некое време и да ги демантирам и да се жалам и Имаше ефект? Немаше ефект. До ден денеска нема. Сега скоро имаше некој диета за како победува рак, нели? Демек па јас тоа е таму. Супер. Пак демантирав дека сепак тоа е нешто посериозно и дека не стоам јас за тоа, ама
у социјалните мрежи, знаеш, се може да Да. се појави и немаш баш многу А добро, шанси да го... прв пат кога сте седнале, ајде да направам некоја диета, сте седнале кога? Као некаква види, си јас со за тоа предлог. Со тоа се бавев и се бавам се уште, така да има доста промени. Порано мислев и јас дека треба некои диети и некој начин на... Меѓутоа, и со науката и со сите овие сознанија се сменија многу работи. Да ти кажем една случка, например. Имаше еден пациент така, доста замашен. И така, нели, од овие работи, он специјално дојде да му дадам диета Так. и јас му викам, сакаш сигурно да ослабнеш? Да, сигурно. Викам, добро. Прво, викам, што ќе направиш е еден месец, гарантирам ти 20 кила да ќе симнеш, без диета. Ама има една работа што треба да правиш. Што е тоа? И сега мисле да се качува 10 пати на водно нешто. или Вежбање. не знам, да, вежбање какво. Викам, ќе земеш едно нотешче мало и ќе си ја носиш со себе. Каде и да одеш, што и да правиш, што јадеш, што пиеш, освен вода, се да запишеш. И колку? Да, се да запишеш тоа што Добро. јадеш и пиеш. Еј, нема проблем, супер. Викам, за месец дена се гледам и за месец доаѓа пресреќен и не можеше да се изнакаже колку открил, уствари, дека со она што запишувал, колку многу всушност јадел без да размислува, колку многу работи внесувал без да воопшто ги препознава како јадење. Значи, клучот е што гледаш и си кажеш, јас сум претерал денеска, бе. Да, и вежбата практично беше у тоа да сам си видиш колку внесуваш, колку јадеш. И беше интересно кога листавме заедно тоа тетрадчето. И сега првиот ден најдолг. И како иде натаму, се пократки се страните. Така да се е во менталниот склоп. Така диети нема, знаеш, треба човек малку да јаде. Нема можност, сите сакат многу да јадат, а да не се... Се слагате со тоа, демек, за да ослабеш, треба само да гориш поише калории, од што внесуваш. Што е тоа? Точно. Нема никаква филозофија. Нема филозофија. А не знам сега, баш ваква диета, па таква диета, Нема. па тоа дека ќе те спасало или... Не. Така да нема диети. Ја одамна не препорачувам диети, ама еве оваа вежба, ако ја слушат гледачите, нека си ја направат. применат. Значи, ни една диета на Жан Митрев на Нема интернет одамна нема, така? Не. Ова се некој друг Жан Митрев. Ова е само вежба. Точно, тоа е ментална диета. вежба за диета. Тоа е. А на страна од храна, од јадење, некој генерален, не мора еден да е, нека се и пар, совети за добро живење. Сватете ме било како и здрав живот, добро живење, ментално, физичко здравје. Кои се некои така главни 2-3 постулата што можете да ги кажете, и ова е тоа? Па види, тоа е толку форсирана веќе тема на сите медиуми, во сите весници, здрав живот. Сите знаеме дека здрав живот е, нели, една умерена исхрана со повеќе движење. Меѓутоа, таков е векот, тако е времето сега да многу работи се случуваат статични или во биро или пред компјутер. Така да многу луѓе и не можат тоа баш да си го допуштат. Друго са сите овие темпо, стресови, начин на живење кои на еден и друг начин и такако влијаат. Така да затоа и многу се пишува, луѓето сакат и многу да читат околу тоа и си викат Бараат некој магично стапче. да, секој брз си вика излез. од утре ќе правам тоа и не го прави, бидејќи има многу други работи кои излегуваат и на крајот сето тоа време е претворено у некоја трка со времето. Сите се трчеме, сите нешто правиме, сите работиме и кога треба човек за себе да има нешто малку време, го нема. И ја нема и таа енергија сега да нешто посебно запне. Па се случуваат обратно работи, па нели, проба човек да се
принуди на кратко време во некој режим, па се разочарува, па нели оној ребаунд феномен кога Си прави уште повторно полошо. да, се враќа или така од време на време ќе се фатат за некој спорт, па обично се случуваат повреди и така да времето наметнува многу други работи кои не се баш со она што ние сакаме. Од друга страна, еве вие медиумите сте главни кривци што се наметнати доста идеали кај жените како треба да изгледат. Кај мажите треба да имат коцки на стомакот, нели? И сето тоа е голем притисок. Поготово помлади луѓе сакат од една страна и кариера, од друга страна и да изгледат како што треба, од трета страна да го живеат некако животот. Има многу пречки, има многу така работи кои влијаат на се тоа. Во глобала, да речеме, пример, јас кога сум правил муавет со луѓе, како некои главни заклучоци, така малечки, некои ситници кои би ти помогнале, сум си заклучил пи многу вода, што можеш поише? Па пи вода кога ти се јаде, значи пред да јадеш пи вода. Така? Така. Ако се набутам шпагети ептен и на после јадење се напијам вода, генерално, кај е грешкава ако се напијам од после? Па не, ако пиеш вода пред јадење, обично ги ти се намали апетитот. Се подзаситуваш малку, так. Значи тоа е као некој си чит, она што го викаат. Или ако не, баш па јади повеќе салата, например, пред да јадеш. И то пола саат пред она главното јадење, можеби. Така, ама не е грешка, пример, ако ептен испиеш вода после јадење? Па, сега после јадење е нормално да се напиеш вода. Ама... Нели, ти бара душата, тоа ми е, не можам да издржам онака. Да, ако се шпагети со добро сирење. Па тоа, знаеш како да... И тоа е супер, одма... Точно. Бидејќи сте шетан човек и сте биле насекаде, други народи, како македонците во однос на храна, еднакво лошо се хранат? Па и еднакво лошо и еднакво добро, зависи како гледаш, нели. Има усегде и јас сум повеќе нели у Германија. Тамо е веќе дури се досадни веќе, сите зборат за храна, само сега е мода то веганство. Тоа ќе ве прашам. И тоа е, па не знам, се забегува до безсвест, нели, у тај дел. Цели има сега ресторани, самопослуги, па ништо да не било у контакт со животинско и така. Мислам, се претвара у некој вид религија. Што пак е, не знам, колку е тоа здраво. Јас бев скоро 5 години у тоа време вегетаријанец, али сега по тие критериуми, ако гледаме, тоа е веган. Значи, буквално не јадев ништо. Ни риба, ни ништо. Ништо, ни риба, ништо животинско. 5 години? 5 години. И тоа у време кога интензивно нели работев, бев веќе излезен од тука од Македонија. И дојдов до сознание, слично како што и Буда дошол до сознание, дека треба во животот да уживаш у јадењето, у храната, меѓутоа да можеш да ја контролираш. И од тоа на мене ми остана барем од тоа време да можам јадењето, храната да ја контролирам. Така да можам цел ден да не јадам и да функционирам нормално и да работам нормално. И така некој ритам си направи после тоа. И се вратив малку и према оние наши корени традиционални, со пости, со такви работи. И на тај начин го претворив јадењето во уживање, а при тоа да биде здраво и да биде сепак да служи некако и добро да изгледаш, да не си над килажа. Што не чини со веганството? Мене ми смета тоа кога луѓето тоа го претворат за тема на разговор, тоа како култ. Да, па се дружат па само со такви, па ако некој јаде месо и како то ти јадеш месо. Значи, јас кога бев во тај мој филм, јас се малте не криев од луѓето да не осетат дека
дека сум тоа, него ако бевме у друштво некое веле, ја само што јадев, сега не, салатка. ќе земам само салатка колку за друштво и така. Воопшто не го кажував тоа. Не сакав да биде тоа тема на, нели, и на разговор и на сега, па зошто, па како, па нели, па почнат такви моабети, па религиозен ли си, па ваков ли си, па така да, а сега тоа е малку некако помодарство, да кажеме, ама Секако да. Ама добро, ако некој си мисли дека треба да али проба, нека проба. треба да проба. Океј, па сега ако му годи, Да. и нека тера. И убаво е, види, ја би го препорачал веганството како part-time, да кажеме. така, делумно. Еден месец, 2 месеца, 3 месеца, чисто да така. така се Тоа не прави некои шокови, са како тотален лаик, ве прашам. На организмот, демек од денес го сигурно, снемува месо, сигурно прави, да, ама ако си упорен, оно ќе се првите- адаптира. па првата недела е она каде што метаболизмот прешаутува од Добро. јаглени хидрати на горење на мастите. Тоа трае една недела. Така. Така да секој што мисли за 2 дена ќе ослабне или 3. Добро, не ви фалеа у тие 5 години протеини и такви работи или си ги добивавте од друг тип на Па диета освен месо? има. Добро, сега добиеш малку поаскетска фаца, нормално и така си многу полесен. Ама па мислите се некако почисти така, Аха. Ме натеравте да пробам малце. Пробај. Добро, па Пробај, ќе да. ви кажам. А како се храните во денешно време? Пример, знаете, со пуштите со некој мрсен хамбургер добар, со помфритче, со све тоа. Како не? Да, ставате кетчуп мајонез? Се, Да, се комплет. одлично. Само многу Со ретко. сите сосеви? Многу ретко. Ретко, а? И углавном- Тоа што значи 3 пати годишно или поиш? Па види, еднаш годишно, обично, Добро. ми се фати да одам кај Тото. Тото, Добро, знаеш ли? да, у кафана. И тогаш јадеме. Кебапчиња, И тоа да ме чуда виде све. некој од вас скришно сега Да. на Facebook. Еве и да, му ја диетата на Жан Еве Митрев. го Жан Митрев што јаде. Готов сум. Ај вака сега. Колку учење треба за да се стигне едно ниво на на вас? Колку учење, колку години учење е тоа? Па многу. Верувам ми Многу дека е раде. константно учење и така, не дека Да. вие сте престанати демек да читате. Па јас оваа година ќе правам само 30 години како сум у кардиохирургијата, тоест во хирургијата воопшто. Значи 88 почнав со специализација во Загреб. Така да и ако земам дека мојо да речем тајминг, време што сум го поминал во хирургијата и во сето она, ако го множам барем по 2, веќе сум далеко за пензија. Така. Така да треба многу, како и за секоја работа, ама пример, за ова е посебно. Еволуира ли, знаете што ја прашам, сега да речеме во денешно време студентиве по медицина им се случува да учат од книги што се од, не знам сега, 95-та или 96-та, па и сигурно и многу постари, предпоставувам. Еволуира ли медицината? Барем да ги учат. Треба ли да Барем да ги учат менуваат? и тие книги. А, и тие. што викате, да. Барем тие да ги научат, ќе имат некоја историска основа. Како оди еволуцијата на медицината или на хирургијата или на кардиологијата? Мора цело време да сте во текст со тоа. Сакам да кажам, не може да сте, еве ова сум го научил и готово сега така ќе си го практицирам. Види, има многу динамика како и во се. Знаеш, целиот еве на син ми кога му зборам дека немало мобилни телефони кога сум ја дошол во Македонија, значи пред нема 20 години, немаше мобилни телефони, имаше пејџери. Да. Па после се појавија првите мобилни вака во пошироко Не, употреба. имавме сите пејџери. Така да за него тоа е невозможно, а Таш. камоли, нели, не може да замисли дека немало смарт телефони, а тие се појавија малте не вчера. Технологијата исто така у медицината страшно напредува. Така да она што беше јас 2008 кога отворивме дијагностички центар во тогашната војна болница, тогаш беа најмодерните апарати кои ги купивме во тоа време и во Македонија прв пат. Значи компјутерска томографија 64 слайсен и така натаму.
И тоа беше, нели, врв технологија. Само за 8 години тоа е веќе Застарено. тешко застарена технологија. Значи, сега новите апарати, само за споредба, зрачат 10 пати помалку, се 50 пати побрзи, има 7 милиона опции кои треба човек цел живот да потроши половината да ги научи. А тоа значи ли хипотетички, ако не сте биле во тек со еволуцијава на техниката и несетото, дека би останале застарени, па и ден денес би работеле по некои си стари Апсолутно, да. методи? Апсолутно. А има некои такви што едноставно не сакаат да се Па доедуцираат? има колку сакаш. Да? Да, па и во Германија има конзервативна школа кој кардиохирургијата ја е се уште на ниво на пред 20-30 години. Бре. Така да има доста. Значи не дека трули јаболка само тука, има него Не е само тука, да кажеме, дали е заостанато или не. Напротив, во некои делови и во Македонија има многу големи исчекори во, ако збориме за медицината. Така да е процес кој бара многу посветено. чисто у светов, чисто информативно. До кај отидено технологија? Пример, стварно не знам, постои вештачко срце да се Постои, стави? да. Да, механичко целосно. И ние имаме едно тако. Да? Да, значи имаме, тоа е една машина која се вика вештачко срце Добро. и која пациентот го ставаме на тоа срце кога неговото воопшто не работи. Добро. Значи има 2 сета, така се вели. Едниот е за 6 дена, другиот е за 30 дена. Ајде. И, значи, буквално, нели, може срцето воопшто да не работи, а пациентот да биде, нели, да се А за да стално? комуницира. Да му се вгради? Има и за стално. Проблем за стално се уште со батерии, значи кои се пациентот ги носи. супер. Како мобилен. Така некако. Си го полниш, срце. Сега има веќе индукцијски батерии кои се вградуваат во подкожа, така да со индукција се полнат. Просеко на еден добар, активен, значи, кардиохирург во Германија негде е 200, максимум 250 операции годишно. Приказната за Бекутан започна пред 40 години со производство на Бекутан кремот. На 8 март имам направено тачно 3 килограми Бекутан. И тоа ја поделивме на дечињата од градинка. Во 1985 година се изгради новата фабрика за производство на козметички производи и сапуни на локалитет во Ѓорче Петров, каде што и ден денес се наоѓа производството на брендот Бекутан. Па ја би рекол, Бекутан си е Бекутан. Од почеток, па и се уште е Бекутан. И ќе остане Бекутан. Задните раце на работниците се трудеа што повеќе и нашиот предизвик беше што повеќе да произведеме за да го задоволиме тогашниот југословенски пазар. Во 1982 година успеавме тоа да го направиме и произведовме 1.000.000 парчиња Бекутан и тоа за нас беше навистина најголемиот предизвик и гордост што тоа го направивме. Кремата. Тоа ми е прваче. За мене и ден денес, иако сум во подминати години, Бекутан кремот е најумелениот производ. Направив за деца, прва крема алкалоидова за деца. Следната година добив син. Така да, Бекутан. Квалитетот на Бекутанот е постојан и тоа е таа гаранција што Бекутанот ќе доживее долговечност. Долготрајноста на еден производ зависи од неговиот квалитет. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје.
помогна зајачето да ја поправи машината за правење јајца, запознајќи животните на фармата. Придружи се на веселата дружина на пиленцето Калимеро. Биди дел од екипата храбри кученца во патрола. Великденски попуст на твоите омилени изданија дури до 70%. Побрзај во просветно дело. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст до понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. До понуда. Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Diesel за само 19.990 евра. Години Стови Флипс на секаде. Витаминка. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. Le Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Прочитај повеќе. Погледни поинаку. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Патувај проверено. Анталија од мај па до септември, секоја среда и недела. Чартер летови и сместување во најдобрите хотели All Inclusive по цени од 280 евра и Ultra All Inclusive од само 316 евра. Резервира веднаш во Савана. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литра. А лично ваш шоу е нај онака да не ви се верува до кај отиде на технологија, чисто нешто медицински. На што се восхитувате највеќе во нешто последниве да речам 2017 нешто што се случило? Па види, ја што не би ви се верувало пример пред 10 години. Да си рече. Да.
Па има многу работи. Сега од кај почнеш од диагностика, ако почнеме имаме тај магнет што го имаме сега дава тридимензионални слики на коски, на зглобови, на мозок, на Кога се сликаш на рентген. Да, на нервни патишта, значи тоа беше фасцинантно. Тоа помага. Да, кога имавме едукатори од Германија и ни покажуваа тука какви се така се вика неуротракинг, значи сите нерви Добро. кои од главата одат, па тие се вкрстуваат, лева десна хемисфера и одат лево и десно, ама има едно место мозокот кај што са сите патишта минат. И кога ќе го видите тоа така како да е буквално цртано, Како автопат. значи фантастично. Така да технологијата е неверојатна и јас се одушувам стално бидејќи Па добро, тоа што сте гладни онака, не? Составен дел на мојата работа, ама од друга страна олеснува многу работи. Точно. Ај вака, квантитативно, колку операции имате направено до сега? Водите евиденција? Па водам како не, секоја операција се нотира и се така да нема мрдање од тоа. Се надевам. Да. Колку ги има на број? Па сигурно јас имам над 15.000 операции направени. Над 15.000. Тука во Македонија, плюс ако ги ставам сите оние кои биле претходно. Што значи операција? Дали тоа значи дека вие влегувате само во оној под наводници тешкиот дел да ја довршите работата или сте присутни од А до Ш, од почеток до крај? Па не, то знаеш порано и во Германија додека работев, таму работев во универзитетска болница. Добро. Во Франкфурт и нормално имаше резиденти. Така. И јас прво бев, па подоа кога јас станав самостоен хирург, други резиденти помлади и тогаш нормално беше да ги на некој начин учеме и да ги покажуваме некои делови да они прават сами, како се они стануваа подобри, така да додека бев во Германија, тие ќе испрепарират артерии, ќе испрепарират она што треба бајпас или веќе ќе го стават, како велиме, пациентот на машина и тогаш ме викаа. Так. Кога дојдов тука, така пробав исто да Добро. Да едуцирам, луѓе и така. И што се случи? Мислам, ја како што бев навикнат. Да. И сега, му дадеш да почне да работи нешто, да прави. И веќе направил една стотинка од нешто и веќе почнува да биде многу важен. Почнува да биде многу главен. Доктор. Почнува, да. И голем доктор. Дури имаше еден така уште последна година. Значи баш почетник беше. Значи минимално она што ни стотинка од она што треба да го знае за да може самостојно да работи. И што вика? А тој веќе позади мене лобирал од моите тие сестри и ова. Соработници, добро. Ќе одел на државна клиника и таму ќе бил шеф. И дел од персоналот ќе земал. Да. И викам, Боже мој. Ајде. И така ми требаше време за да се од тај германски менталитет да се прилагодам на македонскиот, бидејќи така. Добро, години од после што направи доктор Чао? Стана нешто? Ништо. Ништо? Не стана, како и сите. Македонска работа, на фалење заврши. Добро, тоа е. Така да, потоа полека се прешалтував на она направи си сам, за да не те боли глава. Така најдобро излез. И така е до ден денеска, значи операцијата јас ја почнувам, јас ја завршувам. Па макар тоа значило и повеќе потрошено време и се Па види, тоа е релативно. Ја тоа го правам многу побрзо, ако го оставиш на некој. така, точно. Трае со Вие фактички сати. заштедувате време. И уствари тоа ми е најголема заштеда, а сите тие процеси имат и своји компликации. Така да ќе направите операцијата, ама ако не е, да кажеме, стерномот затворен како треба, веќе имаш
сериозен проблем. И пациентот има сериозен проблем. Така, значи Така најдобро да- е do it yourself. Така да, Направи сам. одамна јас веќе си правам така и барем ми е мирна глава и е најдоброто за пациентот што може да го направам. Точно. А споредбено пример во Германија, некоја си, како да кажеме, дали лесна, дали средна, дали тешка операција. Горе-доле исто трае? Пример? Па не, сега, да не биде фалба, ама Добро. кога ги читам тамо моите часописи кои секојдневно нели ми стигат они Да, еден куп стручни имате, часописи. И сега има тамо покрај доите има параметри кои се дават. И сега една байпас операција во Америка трае 5 сата. И јас си викам, шо прават 5 сата? Значи, ако тука трае 2 сата. Значи, без никакво брзање, без никакви, да кажам, нели, Дури работи муаве да кои- си направат измеѓу. Како стигна да правите операција во живо? Тоа беше на Facebook, така? Па да ти кажам, знаеш, медицината се доста мистифицира, поготово кардиохирургија и тоа. Така е. А Facebook беше еден предизвик за да едноставно на обичните луѓе да видат што значи тоа операција. Значи не е тоа нешто што сега треба да го замислуваме, него како тоа изгледа реално Ајде да покажем. во еден сегмент, значи пола сат од тогаш до тогаш, што се случува во тај сат, без да сечеме, без да лепиме, нели, да без монтираме, монтирање, а? без монтирање, него тоа е Так. еден и тоа беше така и за мене. Имаше тимот повеќе трема специјално за таа операција или тоа е више рутина и јадници прошле? Па не, тоа е тоа. Буквално, кога си така уигран, нема што да криеш. Меѓутоа, дојде од Facebook дека тоа што се покажувало било експлисит нешто. Било опасно за јавноста. Како содржина. Као содржина. И си викам, добро, барем тука ќе научат нешто, а вака гледат 300 други глупости на Facebook и... Гледат. А просечен ден, колку операции имате? Па 3 до 4. 3 до 4 во еден најнормален ден. Да. Еве денес имав 3 и то така малку потешки. И затоа 15 минути каснев. Нема гајле. Добро. Така да за гледачите, ако видат тука не се нови брчки, него се тоа отисоци од капа, од маска, да не мислите доктор остарел многу. Мене ми е, знаете дека се тоа сигурно и ако ви кажувам ја за мојата работа ќе ви бидат фасцинатни некои работи што за мене се нормални, сигурно. Ама 3-4 операции на ден, каква психичка и физичка подготвеност треба да има човек за тоа, мене ми е стварно фасцинатно и за ептене за честито. Имате некој, не знам, некој режим на живење без кој не може тоа да се оствари или сте толку многу влезени во една рутина што уопште не размислувате? Вие као обичен вторник. Сега сум, значи не сум вчера, 30 години сум у таа работа. Значи јас кога сум бил многу помлад, сум правил 300 чуда околу сите тие работи за да човек дојде у таков ментален склоп да го тоа сето така направиш да можеш да, бидејќи има операции кои траат и кои се баш, како да кажам, една операција може да те буквално исцрпи, а камоли 3 или 4. Колку може да трае една? Пример, по 10 на часа може? Да, може да трае некојаш и меѓутоа тоа се да кажам поретки. Во еден уигран систем како што јас работам, една операција ми трае обично 2-2,5 часа до 3 часа. Така да воглавно независно колку се комплексни има многу сегменти за време на операцијата кои не е само хируршкиот дел. Кардиохирургијата за разлика од сите други хирургии е суштинска разлика што пациентите воглавном се оперираат на екстракорпорална циркулација. Што значи тоа? Тоа значи пациентот се приклучува на соразни црева преку една машина каде што се заменува срцето и плуќата. Во тој дел на операцијата срцето не работи. Наместо тебе машината да ги прави тие функции. Така.
И за целиот организам машината ги прави тие функции што треба да ги прави срцето и плуќето. Так. И во тој А период зошто и белите дробови се вклучени? па и они се исклучени. Срцето и плуќето се еден орган практично, да. Така да кога е тоа исклучено од функција, тогаш може да се направат, значи може да се отвори срцето, може да се влези внатре во неговите шуплини, да се оперират проблемите кои ги има. И тај дел е суштински различен. И у тај дел има многу наука. И у тај дел има многу техники кои го образуваат или го успоруваат процесот на оперирање. Бидејќи тој дел влијае директно не само на времето, него и на резултатот од операцијата. И тука и покрај се има и еден дел кој го носи таа кардиохирургија као ризик, а тоа е дека таа екстракорпорална циркулација донесува нешто кое и покрај сите сознание што ги имаме сега, сепак донесува еден додатен ризик кој не можеш да го предвидиш. Така да има... А општо кога се отвара срцево, точно знаете што ве очекува? Да, апсолутно, да. Значи не може пример да се изненадите од нешто од прилика ова не го антиципиравме. Не, па поентата е у тоа, затоа се сите овие машини софистицирани така да се направи диагностика како треба, бидејќи изненадувањата се тогаш големи изненадувања. Така, не да може. Али, значи, кога ги гледате минјата, денес ги имам тој, и точно знаете, оваа ќе треба прилика час и пол, оваа ќе треба прилика 2,5 часа и може да се направи распоредот. Така и програмот, да. Точно. А постојано сте на повик? Сега да кажам, се случува во ниедно време 2-3 сабајле се случува некогаш, да. Од тоа нема бегање, значи. Па нема бегање, да. И сабота, минатата сабота имавме хитен случај. Така да планирал си нешто, меѓутоа Да. А веројатно кога луѓе имаат проблеми нешто со срцето, доаѓаат во клиниката и препоставувам сите го бараат Жан Митрев, така? Значи па не е така. Не? Порано беше, кога... Не се задоволувам со ништо помалце. Да, меѓутоа порано, знаеш како, кога дојдов и сите, тој ментален склоп, нели, со мене прво да зборат, па да ја да ги видам. Па после се. Значи, телефонот ми звонеше, веруе ми, нон-стоп. Да. И така почнав да го правам системот да и долго траеше, додека и луѓето сега скоро сите луѓе знаат дека не мора да дојдат до мене, тие ќе дојдат до мене кога ќе бидат упатени за мене. Значи има специфични случаеви, посебна некоја состојба кај што треба да фамилијата разговара со мене и тогаш целиот систем е така да тие минуваат низ повеќе нивоа на прегледи со разни доктори, со чуси сосема нормално. И се насочува така да кај мене дојдат оние што стварно треба да дојдат и тоа се 1, 2, 3, 4, 5 некојаш зависи. Кај што треба да направам таква консултација, зошто, како, да им објаснам. Добро, има и оние кои сега баш сакат да ме видат пред операција. Добро, и тоа е човечки. Меѓутоа, јас ги гледам сите пред операција. Секој дневно, значи, правам визита од сабајле, од 7. Тоа што значи, кога доаѓате у клиника? Па негде 6:30 сум тука, да. 6:30, леле, добро. Само тоа е касно, порано... А тоа е касно? Да, порано у 6 сато беше рез, почнуваме со операција. Сега по америчките стандарди мораме прво да направиме сабајлешна визита, пациентот ме виде дека сум одспан, весел и дека сум, нели, такави се стандардите сега. Инаку порано тоа го правевме одвечер. А тоа е игра улога, значи како што да речеме комичар излегува пак и најлошиот ден да му е, он мора да се смее и да ги засмејува другите. Вие на визита исто мора да сте си позитивно расположени, насмејани. Па сум, без да се трудам, затоа што имам свој режим на живот, што ми е тако 2-3 вица од сабајле. Да, али е, мислам, добра работа. Друго е сега, кога на крајот на денот
нели, како isfрлен од поплава, веќе си така си на истрош. крајот на енергијата и ги гледаш пациентите и он те гледа нели со така можеби други очи, неговото преспивање до утре саба или како ќе биде, што ќе биде, леле, докторот беше многу уморен, нели? 300... Да бе, замисли на авион да се качеш и го гледаш тој пилотот. Да. Бега ќе го мислиш цел лет. Така да... Така е. А ова е сега другчие и затоа е малку сега програмата другчие поставена. Така. Тоа е поврзано со добивањето на JCI сертификатот или не? Па не, од кога почнавме за тоа да се спремаме, Веќе моравме да да. ги промениме некои тактики, технологии на процесите и така. Уште малце за бројкава. Значи, викаме 3-4 на ден. Значи, отприлика околу 1000 годишност. Да. Така, да речеме. Тука некаде, да. Вие лично. Да, зборувам. јас лично. А колку прави, да речеме, во Германија, бидејќи таму баш, онака, знаете, колку прави операции една клиника цела? Да, па види, тоа е една бројка која е многу сериозна. Нели, дури тоа само сакам- кажам, не е ова баш просек 1000 секој дека прави по 1000. Не, просеко на еден добар, активен, значи, кардиохирург во Германија негде 200, максимум 250 операции годишно. Така да, тоа е просекот и тоа за е многу активен. Оние Аха, со 250 турбо. Да. Така вие сте фактички една клиника во клиника. Да, ба Со тие негде 1000 во просек, да не кажам, 80-90% од клиниките во Германија со кардиохирургија се негде тука околу 1000 операции. Така да, која е таа релација, можеш сам да си ја видиш. Многу големо жртвување и посветување, ја би кажал. Ама Па и е. тоа е. Самава клиника, ајде за неа малце само да позбориме. Значи, е една од најмодерните, најубавите у овој дел на Европа, па можеби и во цела Европа не се крие дека се вложени огромни пари, околу 40 на милиони евра. Изгледа како хотел, ја тоа прво го приметив. Тоа е намерно или така архитектот, дизајнерот сакал? Некако нема ништо што те потсеќа на... архитектот и дизајнерот бев јас. Така? да, Е па со правиот човек. така права да муавет. не е ништо случајно. Не потсеќа на клиника, на болница, значи кога се влегува, него баш е како да одиш во некој фин 5 звезди хотел. Со теписи, со боите такви поставени, Да. во ходници и слично. Да. Овие теписи се, да го знаеш, уникатни, да не мислиш дека се Не се на нарачка пластичарска. Значи тоа се единствени такви кои ги прави една швајцарска фирма која нема од негде од друго да земеш. Тепиков тука е само. Не, него само од нив се сертифицирани за медицинска употреба. А што ги прави Тоа е- посебни за медицина? Па тие може да се дезинфицират, да се прави исто како и јасно. сите други подови што се во болницата, бидејќи нели во болниците има специјални подови. Така. И ова е специјален под за болница, само изгледа како тепих. Изгледа како во хотел. Да. Значи не е случаен целиот изглед на страна Не, теписите. Ништо не е случајно. Не. Збориме за JCI сертификатот, го спомнавме. Кој го дава тој сертификат и зошто е толку битен? Па види, тоа е законски така во Америка. Добро. Тоа е американски стандард? Да. Без Добро. тај американски стандард, значи без тој стандард нивни, не може на болница у Америка да работи. Само за твоја информација, кога дојдоа прв пат првичните тие советници, јас ги прашав колку обично трае еден процес на од кога се пријавиш до сертификацијата. Вика, најдобрата болница во Америка тоа го има постигнато за 2 години. Добро. Браво, викам. А ние? Па вика, ако успеете за 2 години, ќе биде Топ сте. топ. Ние успеавме за 1 година. За една само. Така да... Значи процесот 2016, почна 2017, веќе март беше? Точно. Кога се доби? И они беа нескриено воодушевени и меѓу другото рекоа дека сме ги подигнале и нивните стандарди на оценување. Тоа е големо признание за Македонија, бидејќи тоа се случува во Така е. Македонија. Така е. Знаеш, не сум ја болница
со некој турски концерн кој има 20, 30, 50 болници, не знам, или каде што стое огромна логистика, огромни средства и што ја знам што се стои за тоа. Ова е тука направено, ова е тука пораснато и со одгледано и со тукашен тим направено да постигне такви стандарди. Тоа е за мене голем исчекор воопшто за македонската медицина, бидејќи никој на Балканот тоа го нема. И така, баш помага тоа во тој болнички туризам. Значи баш пошто има клиниката JCI да се речат луѓе од странство, од Франција, од не знам Британија, таму ќе одат. Апсолутно. Значи тоа е и да кажем единствен начин како ние натаму ќе да се тркаш со нив, со цел свет фактички. А да се надоврземе со признанието, исто скоро добивте или сте примени, како да кажеме, во Европската академија науки, веќе бевте нели академик. Да. Тога, ама сега ова е сосема друго нешто. Европска академија каде што се околу 60 на Нобеловци. Да. Еден куп признаени луѓе од цел свет и сега најново и вие. Тоа е, види, нешто што луѓето од таму или од тие кругови дошле до сознание дека и јас таму треба да припаднам или да... И се изненадивте од тоа? Па секако, воопшто не сум ни мислел, ниту очекувал дека така нешто ќе дојде од тоа ниво. Немаше еден... не сум Нобеловец. Немаше момент на онака као заслужено, да. Требаше да се случи, зошто па да не? Не, сигурно дека секое признание, поготово кога дојде у период кој, у тај период ми беше, па да кажам, многу тешко. Многу тешко од многу непризнавање тука. Так. И кога дојде тој период, некогаш, нели, не сум некој религиозен, да, ама добро. Викам, нели, на секој му се случува тоа да се мора има Господ, нели? И таа изрека не е случајна. Да, не е се за џабе. И не е се за џабе и тамо некој гледа, нели? Така да, беше едно многу убаво. Значи ве погодија во прав момент. Да, како амерички филм, знаеш? Кец на 10. Да, ако некојаш давате, сега. Беше Одлично. Сигурно специфично е да се биде сопруга на ваков човек. Многу кратко, навикната е сопругата со тоа што сте по цел ден од 5 забајле па до... Да. Значи првата не беше навикната. Не беше, а? Да, и не успеа тај дел. Шојка среде операција, љуто смајли. Не, него тоа уште од Германија беше. Беше така да... Сега ја дојдам после ден, два, три, зависи ако си бил дежурен и така беше. И дојде, не знаеш ни кој ден е, ни како се вика, што се вика. А она почне, шо ево, више не можам вака... По цели денови. По цели деновите нема, како да си бил у кафана или не знам... Тоа највише нервира. Па тоа највише нервира. И така да не функционираше тоа. Не можеше јас да се сменам другчија да бидам и тоа е. Па ајде да не ги оперирам. Да, ама и не можеш, ти си у тај филм кај што едноставно таква е работата. Не можеш ти да кажеш у 3 сато ќе дојдам... Се сметате за воркохолик? Мене да ме пратиш дома у 3 сато, не знам, или сум болен, или... Нема да пуштиш турска серија. Ма какви? Ја и дома кога се вратам, па ајде мејлови одговарам, па гледам, од тука си носам нешто кој ја ги сум дома, а уствари дома продолжиш да работиш нешто. Доктор Хаус сте го гледале? Да, малку имам неколку серии. Неколку епизоди имате? Ама го гледам секој ден тука. Секој ден имаме таков тип на серии, значи што ги има. Во глобала тие се има екстремно тешки случаи, некој што онака кога го гледа обича човек си га леле не дај Боже да се разболи човек работава какво кој ќе ме спасува. Држат вода таков тип на серии од медицински докторски аспект? Реални се тие случаи се? Да. Ние имаме неколку моментално, барем
4-5 случаи кои можат одма да бидат у серија за Доктор Хаус. Кај што не е така едноставно, а? Да. Значи, има баш секојдневно. Само добро, тоа е како малку филмувано, па малку, нели? Добро, да, мора малку драма да има. Да, иначе... А кога сме кај опуштање кафана? Па, кој имам гости. Кога имам некои гости, сега мора нешто да прикажеш од македонска кујна. Да, така. Али ако се случи да сте во кафана и да има тамбураши и да дојдат, не сакате да дојдат, сега, ама тоа е, доаѓа, знаете какви се па тие кои ќе се нацртаат. И тоа е, сега мора песна да се викне. Која ќе? Да, они знаат ми, ја таму кога имам некои гости. Амо бе? Да, знаат ми. Па имаме едно, два, тројца од тие тамбурашите и веќе оперирано, така да... Ајде! Знаат ми песната и одма, ако ме која ја викаат? Налеј, налеј. Налеј, а? Да. Ле, Патриот. Добро, одлично. И така, и интересни се, да. За сам крај имаме Good Nature чајчиња за вас, имаме витаминка еве за со синот аман. Фала. Има таму убави некои си работички. Многу благодарам што одвоивте толку време, знам дека ова е баш скапоцено време за вас и сте при крај на денов и место да си се одмарате го потрошиме вака, ама се надевам и... Па не, земавте термини на некои... Така? Да, што чека, па ги закажав сега. Така да ќе треба да ви се заблагодариме. Да. Баш така. Така да се гледаме обавезно следна прилика. Благодарам. Многу среќа и успехи понатака. Благодарам.